Почитуван заменик председател на владата, почитуван колега Бесими, Ваша екселенција амбасадор Гир, почитуван заменик председател на Европската инвестициона банка, представници на Европската банка за обнова и развој, почитувани гости и представници на медиумите. Посебно задоволство ми е денеска на Светскиот ден на водите 22 март, кој годинава го одбележуваме со подпишување на договор со Европската инвестициона банка за поддршка за пречистителната станица за отпадни води за град Скопје и целосно во духот на годишното мото да се забрза промената. А ние како министерство и како влада работиме токму на тоа, да ги забрзаме промените со кои треба да се овозможи одржливо управување со природните ресурси, заштита на животната средина и да се обезбедат подобри услови за живот на сите граѓани во нашата држава. Министерството за животна средина и просторно планирање во последните неколку години инициираше значајни реформи во секторот води, насочени кон обезбедување одржливо управување со водите, преку изградба на системи за собирање и третман на урбаните отпадни води, како и заштита и зачувување на водните ресурси. Со поддршка на Европската Унија во Република Северна Македонија успешно заврши изградбата на пречистителните станици за отпадни води во Прилеп, Радовиш, Струмица и Кичево, со билатерална помош од швајцарската влада во Гевгелија и Кочани, а очекуваме наскоро да започне изградбата на пречистителна станица за отпадни градови во Битола и Тетово, кои се предвидени за финансирање во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА-2. Со тоа ќе се обезбедат 37,5% од потребните национални капацитети. Исто така, подготвивме техничка документација за општините Велес и Штип, чија изграда треба да започне во најблиска иднина, како и колекторски систем за Виница и негово поврзување со постојната пречистителна станица во Кочани. Ако кон ова ја додадеме и пречистителната станица за отпадни води во Скопје, постигнуваме 74,7% од потребиот национален капацитет за пречистување на отпадни води во државата. Почитувани колеги, изградбата на пречистителната станица за град Скопје ќе биде најголем проект од областа за заштита на животната средина, досега реализирани во нашата држава, но во исто време и најголем предизвик. Колегата Бесими веќе ги даде техничките детали во однос на обезбедената финансиска конструкција, јас нема да се повторувам. Оно што сакам да го кажам дека сега откако ја имаме заокружено финансиската рамка, остануваат обврските, заедничките обврски со нашите партнери, во случајот град Скопје, секако и општина Газибаба во делот на завршување на процесот на експропријација, како и до формирање на урбанистичко-планската документација и секако подпишување на договорите за градба и надзор од страна на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Значи, ова е предизвикувачки процес кој бара голема координација на сите инволвирани страни. Веќе ги кажавме, нашите партнери ги препознаваме и сакаме и секако ќе продолжиме да соработуваме со нив. Но да, ние секако сите заедно сме подготвени да го прифатиме предизвикот. Овој проект е над сите политички интереси и императив, доколку сакаме да бидеме дел од европското семејство каде што сите се стремиме. Целта на проектот е да даде значаен и мерлив придонес за подобрување на урбаната средина на градот Скопје и за подобрување на квалитетот на услуги за третман на отпадните води, односно зголемување на ефикасноста во третманот на отпадните води, прочистување и елиминација на милта, а со тоа и подобрување на квалитетот на живот и водните тела, како и исполнување на европските стандарди за квалитет на водата во чувствителните зони. Со изградбата на пречистителната станица ќе се овозможи примарен и секундарен третман на отпадните води во метрополата, со што ќе се исполнат минималните барања од директивата за третман на урбани отпадни води на Европската Унија. Делот од сите национални стратешки документи и реформски процеси на државата, како и меѓународни ратификувани договори и превземени обврски кои ги има нашата држава. Дозволете ми на самиот крај уште еднаш да изразам благодарноста за довербата и поддршката на Европската Унија, која што го гледаме секогаш како наш партнер во процесот на Република Северна Македонија кон Европската Унија, Европската инвестициона банка, Европската банка за обнова и развој, Инвестицијската рамка за Западен Балкан и секако на сите колеги од Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно планирање, град Скопје, Водовод и канализација,
кои работеа напорно и овозможија отпочнување на градежните работи на овој проект да станат реалност. На сите им посакувам успешна реализација и ви благодарам на вниманието.